Наташа и Андреј Стојанови од Кочани продолжуваат со битката за подобар и поквалитетен живот на Андреј. Првиот и вториот третман со матични клетки во Русија завршија успешно и тие се вратија со големи здравствени придобивки. Андреј се чувствува значително подобро во однос на говор, движење на раце и нозе и држење на тело. На почетокот на месецот се вратија од третиот третман во Русија, каде што му беа аплицирани уште неколку дози на матични клетки, од кои доправа ќе треба да се почувствуваат резултатите. Значи, досега бевме трет третман и јас не можам да зборам се уште за третиот, ќе зборам за претходните два, пошто ние сега ги добивме резултатите од претходните два третмана. Русите, докторите се фрапирани од Андрејовиот брз напредок на развој на дејството на матичните клетки, работата со него што продолжуваме тука. Значи, досега за два третмана ние сме успеале да постигнеме да ја изедначи левата со десната страна, затоа што кај него беше зафатена целата лева страна, дури и окото и лицето. Да се изедначи скоро приближно со десната, по раст, развој и сила, сега натаму треба да продолжиме да работиме на неговите движења. Не може да се одговори на прашањето уште колку третмани му се потребни на Андреј за да се постигнат видливи резултати, вели Стојанова. Многу тешко и болно питање. Благодарам што ме питавте, за да не можам јас постојано да се објаснувам. Значи, не можеме да го постигнеме тоа што ни е крајна цел, а крајна цел е продување на Андреј. За да се постигне таа крајна цел се потребни не се знае колку третмани. Значи, да ви кажам дека еден или два третмана или 10 третмана ќе ви излажам. Затоа што русите досега не очекуваат дека ќе постигнеме дури и пренос на информации од едната хемисфера во другата, меѓутоа тоа го постигнавме. Сепак ќе кажам, мозок е во прашање, не се знае уште колку третмани ќе треба да одиме понатаму. Јас би ги замолила сите граѓани кои што се во можност да донираат, затоа што ние сами не можеме ништо, затоа што третманите се многу скапи, ама резултатите се многу големи. Досега благодарам на сите оние што донирале и што не донирале и се надевам дека и понатаму ќе не поддржувате во нашата борба. Врвните стручњаци лекари од клиниката во Русија им даваат надеж и силна гаранција на значително подобрување на здравствената состојба на Андреј, да може барем да ги врши своите физиолошки потреби. На Стојанови им се потребни финансиски средства за големиот број третмани што треба да се реализираат. Немаат никаква поддршка од државата и затоа се надеваат само на хуманите граѓани. Сите кои сакаат да помогнат можат да донираат на жиросметката на Андреј Стојанов во Тутунска банка и на телефонскиот број за донации на Мобимак.